Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. За да се избегне труење со храна и појава на стомачни вируси, добро да се мие овошјето и зеленчукот и соодветно да се чува храната. Имунизацијата во здравствениот дом во Гостивар се одвива непречено и досега се аплицирани речиси 2000 вакцини. Стопанството, особено во Полошкиот регион, зависи од печалбарите, сметаат експертите. Со зголемувањето на температурите на воздухот се зголемува и опасноста од труење со храна и појава на стомачни вируси. Лекарите со апел до граѓаните да водат сметка за хигиената, а особено важно е добро да ги мијат овошјето и зеленчукот и соодветно да ги чуваат лесно расипливите производи. Со промена на времето и повисоките температури расте бројот на стомачни инфекции предизвикани од различни типови на вируси и бактерии. Вирусите предизвикуваат стомачни болки, диареја, а знаат да ја зголемат и телесната температура. Лекарите со апел до граѓаните да водат сметка за хигиената, а особено важно е добро да ги мијат овошјето и зеленчукот. Со промена на временските прилики, со затоплување на времето, секогаш ние очекуваме и знаеме дека ќе имаме еден бран наплив на пациенти кои ќе доаѓат кај нас заради проблеми со стомачниот сезонски, да речеме, вирус, кој е проблеми со храната, со варењето на храната. Тоа е почетокот на пролетта и летото, каде што кога и храната најлесно може и да се расипува и нормално имаме изобилство и на зеленчуци и на овошје кое треба многу убаво да се чисти, да се пере, бидејќи има многу хемикали и многу пестициди. И заради тоа и се појавуваат тие стомачни вируси кои се пропратени со повраќање и со диареја, така да секојдневно имаме по еден или двајца, не дека е многу зголемен бројот, но зависно од претходниот период, кога немавме таква патологија, сега веќе и таа патологија ја имаме, така да имаме такви пациенти кои доаѓаат и се жалат токму за тоа. Со топлото време исто така расте и ризикот од труење со храна, па лекарите алармираат на зголемена внимателност, не само за тоа што се јаде и пие, туку и како се чува храната. Доаѓа времето кога очекуваме дека повеќе ќе имаме такви пациенти со стомачни вируси, со диареја и со повраќање, така да советите се многу да внимават храната која јадат да не седи многу. Значи, штом ќе се приготви, треба да се јаде. Или пак, ако останува дел од храната, за утредента, да кажеме, треба да се чува во соодветна температура, која е во самите фрижидери -4. Значи, многу е битно како да се чува, да се внимава со таа храна и да се внимава со млечните производи и со јајцата, бидејќи се тие расипливи и многу лесно од нив може да се отрујат граѓаните. Затоа треба на тоа многу да внимават, значи да се јаде што е приготвена храната, да не се чува долго време и нормално на овие повеќе акцент на овие храни кои се подготвуваат со млеко и со млечни производи и јајцата, од кои најмногу доаѓат до такви инфекции и да појава на проблеми на стомачни вируси. При купување или користење храна да се одбере онаа што е свежа и здрава и од тие објекти што исполнуваат услови за нејзино хигиенско чување. Исто така треба да се внимава на рокот на употреба на храната. Имунизацијата против коронавирус во здравствениот дом во Гостивар се одвива непречено и досега се аплицирани речиси 2000 вакцини. Во текот на продолжениот викенд се прави пауза, а вакцинацијата ќе продолжи од вторник. Интересот за вакцинација против ковид кај населението во Гостивар расте. На пунктот во Гостиварскиот здравствен дом досега се аплицирани скоро 2000 вакцини, а веќе е започната и ревакцинација на дел од граѓаните. Динамиката се одвива според насоките од Министерството за здравство и зависно количините на вакцини кои се доставуваат. Досега се даваа вакцини од AstraZeneca, Pfizer и Sinopharm, од кој производител се очекува да пристигнат и дополнителни дози.
Во овој пункт се имунизира повозрасното население со постепено спуштање на границата на години. Во текот на продолжениот викенд има пауза, а вакцинацијата ќе продолжи од вторник. Старосната граница за некаде варира, но сепак акцентот е ставен на постарата популација. Веќе дојдено време даваме втора доза вакцина, поготово од Pfizer, пошто имаме продолжен викенд, нема да се работи сабота. Иначе знаеме и сабота да се пушта термини да се вакцинира. Значи од вторник продолжуваме со втора доза и зависи од тоа што вакцините не пушта Министерството за здравство и како ќе ни дојдат вакцините, значи продолжуваме понатака. Со оглед дека во Тетово функционира голем пункт за масовна вакцинација, дел од граѓаните од Гостиварско добиваат термини за таму, но се случува и да има забуни и да доаѓаат во здравствениот дом во Гостивар, сметајки го за најблизок пункт, каде сепак поради ограничените дози не можат да бидат услужени со вакцина. Да, се случува, некогаш се збунети граѓаните по тоа што не им пишува во најблискиот пункт, но некои работи треба да се јаснат затоа што најблизок голем пункт е Тетово. Значи сепак ние сме мал пункт кој што максимум сме имале пред до 240 вакцинирање и тоа е веќе максимум. Од 8 до 8 навечер. Буквално 12 сати работевме, но толку е капацитет. Затоа што сепак Тетово е голем пункт кој што може да опфати поголема бројка на вакцинирани, што значи ако добиле термин, сепак само треба да се јават. Вакцинацијата на пунктот во здравствен дом во Гостивар започна на 2 април. Досега не се пријавени случаи на некои посериозни несакани реакции и компликации по примањето на вакцина. Министерот за здравство Венко Филипче со видео обраќање порача дека колку побрзо и повеќе граѓани се вакцинираат, толку побрзо ќе ги прославуваме поводите за радост, родендените на саканите и свадбите на блиските. Бидете амбасадори на имунизацијата која значи враќање на безбедноста и слободата, вели Филипче. Почитувани граѓани, по речиси година и половина борба со вирусот и 3 силни брана, вирусот стигнува. Ова ме охрабрува и ми дава надеж дека најтешкото помина, а ние го имаме најсилното оружје за борба со вирусот, вакцината. Имунизацијата против ковид е во тек, а количините на вакцини постојано се надополнуваат. Досега ги заштитивме здравствените работници, вработените во ризичните категории и голем дел од возрастните сограѓани, а во моментов се одвива масовна вакцинација на населението. Само со масовна вакцинација на што поголем број граѓани, ние ќе спасиме човечки животи и час поскоро ќе ставиме крај на оваа криза. Вакцинацијата е единствен начин да го вратиме животот онаков како што го знаевме пред пандемијата. Да ги вратиме сите убави нешта кои запреа, дружбите, концертите, забавите. Колку побрзо и повеќе граѓани се вакцинираат, толку побрзо, повторно ќе ги прославуваме поводите за радост, родендените на саканите, свадбите на блиските, големите животни достигнувања. Вакцинацијата ни ја враќа слободата да ги прегрнеме нашите блиски, родители, баби, дедовци и пријатели. Срдечно се поздравиме и да се ракуваме како некојаш со силен стисок на дланките. Вакцинацијата е единствен начин, конечно, да се вратиме во нормала. Почитувани граѓани, ова е заедничка борба и секој е важен. Пријавете се за вакцинација на сајтот Вакцинација МК, но сторете го тоа и за оние кои можеби самите не знаат како го направат. Разговарајте со вашите блиски кои се уште се двоумат и пренесете ми ја пораката зошто е важно секој да се вакцинира. Бидете амбасадори на имунизацијата, која значи враќање на безбедноста и слободата. Да се помогнеме себе си и на другите, да се вакцинираме, да се заштитиме. За живот без ковид, за животот кој го имавме, за моментите на среќа. Стопанството, особено во Полошкиот регион, зависи од печалбарите, сметаат експертите. Дури и во ситуација на пандемија, финансиските приливи во регионот од страна на печалбарите се на високо ниво.
Печалбарите се оние кои го заживуваат стопанството со големи финансиски приливи во Полошко кога доаѓаат во родниот крај. Дури и со појавата на пандемијата, сепак приливите се на високо ниво. Експертите сметаат дека стопанството е зависно од печалбарите, барем во овој полошки регион. И покрај тоа што лани ние очекувавме дека приватни трансфери од нашата диаспора, од печалбари, како што велите вие, очекувањата беа многу ниски. И покрај тоа што мало престојувале, ако ги гледате финансиски, тие не престанале да ремитираат. Значи, некаде 1.500 милиони евра во минатата година влегувајте во податоците на Народна банка, впрочем тоа гувернерката го искажа и го призна дека тоа е најголемиот придонес за наша економија. Жално е што ние ништо не правиме за нив, колку што тие прават за нас. Така да оваа година, веројатно, тоа затварање што беше, на некој начин очекувам лично дека ќе експлодира. И дека тие 1,5 милиарда ќе стигнат дури над 2 милиарди, затоа што и тие веќе едва чекат да престојуват и да доаѓат. Земете ги само празниците кои што беа недавно, а кои што ги споја во Западна Европа, колку престојува тука. И ги имаа продолжени празници затоа што таму беа затворени. Токму тука престојува повеќе од 10 дена и на некој начин го заживеа нашето стопанство, кое што барем во Полошкиот регион е буквално органски, ендогено е зависно од нив. И во таа гледна точка очекуваме дека ова година ќе има уште повеќе. Се очекува во текот на летото со олабавување на мерките да пристигнат поголем број на печалбари кои заради ситуацијата со пандемијата се уште не успеале да се вратат во родниот крај. Со тоа очекувањата се и дека дополнително ќе се раздвижи економијата и приливот на финансии во стопанството во Полошко ќе биде значително зголемен. За креирање на вистински политики кои ќе придонесат за унапредување на женското претприемништво во земјата, потребно е да се обединат сите главни чинители, што ќе се постигне преку креирање на националната платформа за женско претприемништво. Развивањето на женското претприемништво ќе резултира со силна економија, намалена невработеност, поголемо учество на пазарот на труд, зајакнати семејни односи на сите жени, вклучувајќи ги и младите и жените од руралните подрачја. Националната платформа за женско претприемништво ќе гради капацитети на невладиниот сектор, ќе гради капацитети на жените предприемачки, ќе гради капацитети помеѓу институциите од највисоко до најниско ниво. Не во значење на градење капацитети како непознавање на темата, туку напротив, градење на капацитети за креирање свесност за потребите за јакнење на женското претприемништво. Зошто ни е важно да имаме јакнење на женското претприемништво? Важно ни е затоа што женското претприемништво ќе придонесе за економско јакнење на целата држава, на целото општество, на фамилијата, па и на децата во своите фамилии. Така да сите заедно да работиме и да ја направиме оваа држава достоинствено место со зајакната економија, каде што жената предприемач ќе биде носител и столб на зајакнатата економија. Ние се стремиме за една иста цел, а тоа е европско општество во кое владее комплетна родова еднаквост и во кој жените од сите националности, жени македонки, албанки, жени ромки, жени турчинки, жени бошњачки, жени србинки, влаинки, ќе бидат присутни во сите сфери на предприемништвото, индустријата и водењето на бизнис. Владата на Република Северна Македонија во своите мерки, стратегии и политики ги интегрира жените преку нивно стимулирање и охрабрување да се вклучат во создавање на сопствен бизнис и да ја почнат својата бизнис приказна. Во Тетово денеска полицијата привела неколку лица, информираат од МВР. Денеска во 11 часот и 30 минути полициски службеници на улица 113 во Тетово привеле 38-годишник од село Мелетино, затоа што кај него бил пронајден хероин. По документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок, информираат од Министерството за внатрешни работи.
Утрово, пак во 7 часот и 30 минути од страна на полициски службеници од полициската станица Тетово се приведени двајца жители на Тетово. Едното лице се барало со потерница за издржување на казна затвор во траење од 1,5 година, додека другиот тетовец се барал исто така за издржување на затворска казна. Лицата се предадени во казнено-поправната установа Затвор Тетово, информираат од МВР. Метеоролозите прогнозираат значително потопло време за време на продолжениот викенд. Од вторник ќе се зголемуваат условите за појава на пороен дожд и грмежи во попладневните часови. За време на викендот и во почетокот на наредната недела не очекува значително потопло време. Во текот на утрешниот ден утрото ќе биде свежо, па така во полошкиот регион утринската температура ќе биде околу 6 степен, меѓутоа утре максималната дневна ќе достигне до 26 степени. Потоа во следните денови максималната температура ќе достигнува и околу 30 степен, а времето ќе биде претежно сончево со слаб до умерен ветер од јужен правец. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.